задоволство да разговараме со госпоѓа Елена Петрова, директорка на Управата за јавни приходи. Со неја ќе зборуваме за нејзиниот професионален пат, што значи да се биде лидер во јавниот сектор, како функционира Управата за јавни приходи и кои се предизвиците со кои се соочуваат младите кога влегуваат во пазарот на труд. Останете со нас, бидејќи не очекува интересен и корисен разговор. За почеток, може ли да не се представите? Која е Елена Петрова, надвор од функцијата директорка? Најнапред, благодарам што ме поканивте да учествувам во вашиот подкаст и да кажам дека ми е навистина задоволство да бидам во вашето обкружување со младите, со студентите. По надвор од функцијата, Елена Петрова е пред се мајка на една тинејџерка, која се надевам за некоја година ќе исто така ќе дојде во ова ваше обкружување. Семеен човек, значи едноставен човек кој што се занимава со едноставни работи. Навистина, мојот идентитет и мојата идентификација не се поврзани со оваа функција, значи јас имам од претходно изграден идентитет и идентификација и на професионално поле, и на лично поле. Мислам дека мојот идентитет најмногу е поврзан со моите вредности, моите принципи, кои се однесуваат на посветеност во остварувањето на целите и оние едноставни мали цели, па се до големите цели, одговорно однесување, интегритет и слично. Како изгледаше вашиот професионален пат до позицијата директорка на УЕПА и дали имаше некои клучни моменти кои што ве упатија кон тоа кои што беа пресудни за тој пат? Јас сум 27 полни години во УЈП, вклучувајќи ги овие 2 години како функционер. Тоа е долг кариерен развој, но не можам да издвојам некој голем клучен настан кој бил пресвртница во мојата кариера, но можам да кажам дека имаше повеќе мали избори, одлуки кои се донесени и кои влијаја на креирање на моите компетенции, мојот професионален развој. Значи, добивав можности од тие што во своевремено биле раководство, директори на УЈП, да поминам на одредена позиција, да работам на некои проекти и така натаму. Тоа се тие мали можности и мали избори кои што ја воделе мојата кариера. И сметам дека тие можности ми биле дадени затоа што тие луѓе своевремено имале доверба во мене, а воедно тука се крие и храброста од моја страна да прифатам такви предизвици, некогаш и не знаејќи со што се ќе се соочам, но со храброст за да работам посветено, со континуирано учење, со широки гледишта за прифаќање на ризиците, предизвиците и слично. Еве како пример можам да го споменам водењето на назначувањето за прв управник на Дирекцијата за големи даночни обврзници пред точно 20 години, во 2006 година, кога бев доста помлада, а тоа беше ново формирана дирекција во рамките на УЈП, која ги започна да ги администрира најголемите компании во Македонија. Значи, тоа беше не само предизвик за мене, туку сосема нова работа во УЈП и јас храбро се соочив со тој предизвик. Одлично. Што точно ви мотивира вас во работата и како ја носите таа одговорност? Која што носи вашата позиција? Вака и во УЈП и во било кој државен орган работата може би вака гледајќи од страна се сведува на администрирање, народски кажано бирократија, односно водење постапки, предмети, документи, читање бројки, статистики, извештаи и слично. Но она што ја дава мотивацијата е смислата и суштината на работата на УЈП, а тоа е да се соберат средствата со кои што се гради оваа држава. Значи, тоа се народните пари, ние овозможуваме собирање преку даноците, собирање на тие јавни финансии, преку кои што се гради поубаво општество, се гради силна држава и тоа треба да е мотивација на секој даночен службеник. И сега навистина тоа е благородна задача, но и голема одговорност за секој даночен службеник, а пред се одговорности за првиот човек, директорот на УЈП,
но мислам дека таа одговорност може да се носи само со тим на луѓе со кои што ја споделуваме заеднички иста визија, споделуваме заеднички цели и се делегирани нашите обврски и заеднички учествуваме, да речам, во раководењето секој во својот дел на оваа институција. Што точно работи управата за јавни приходи, зошто е важно секој граѓанин да го разбере тоа? Управата за јавни приходи од надвор ја препознаваат како орган кој врши контроли, но практично не работиме само на контроли. Ние треба да овозможиме да функционира оданочувањето, да се собираат даноците и тоа првенствено преку системот на доброволно плаќање на даноците. Значи, граѓаните и компаниите доброволно да ги исполнуваат даночните обврски, не под некоја присила и не очекувајќи УЈП тоа да ги подбуцнува да ги исполнуваат обврските. Значи, за да ја исполниме таа мисија, ние првенствено треба да обезбедиме информации и појаснувања за начинот на исполнување на даночните обврски. Обезбедуваме системи, значи процеси, процедури, IT системи, образци, преку кои што се пријавуваат и се плаќаат даночните обврски, а на крајот доаѓаат контролите, казните и слично кои што се насочени кон оние даночни обврзници кои што не ги исполнуваат обврските. И поедноставно и попластично да кажеме, можеме да речеме дека УЈП е еден канал кој овозможува да се собираат на праведен и правичен начин средствата од граѓаните и компаниите и преку тој канал да завршуваат во државната каса, а потоа преку други канали повторно се враќаат кај граѓаните и компаниите, но во вид на јавни добра, јавни услуги, како например, факултети, училишта, болници, патишта и така натаму. Кои се најчестите грешки што младите ги прават кога првпат се вработуваат или започнуваат сопствена дејност во контекст на даноците? Па во контекст на даноците, да не зборуваме кои грешки ги прават, туку што треба да прават за да ги избегнат грешките. Најнапред, треба да постои она даночна свест, да знаат дека постојат овие обврски за плаќање на даноците и зошто служат тие средства од даноците. Потоа треба да постои, како што и претходно кажав, определено знаење за да можат и определени основни информации како се исполнуваат даночните обврски, што треба да направи секој даночен обврзник, во кој рок, на кој образец, преку кој систем и така натаму. И значи во таа смисла, она што треба да се прави е да се обезбеди оваа информираност секако од релевантни извори на информации и да не постои игнорирање на обврските. Значи, најлошо е ако се игнорираат овие даночни обврски. Ако денес се игнорира обврската, тоа утре ќе ескалира во некаков проблем. Како според вас може студентите да стегнат финансиска и даночна одговорност и свест и писменост? Ние во УЈП градиме можности и информации за градење на свеста и за едуцирање на младите за даноците. Значи, најнапред, ајде да почнеме од пошироко достапните информации кои што секој млад човек може да ги добие на веб страната на УЈП, каде што има широк спектар на разни типови на информации и информативни материјали, погодни за основно и општо информирање за даноците. Понатаму, знаењето може да се гради и преку овие едукативни проекти на УЈП. Значи, кој имаме проектот фискална едукација на млади, преку кој што УЈП, овој долгогодишен проект, спроведува едукација во средните училишта. Оваа година започнавме фискалната едукација на млади и во основните училишта. На барање на универзитетите исто така одржуваме работилници и на универзитетите, секаде едукациите се прилагодени на нивото на учесниците на едукацијата. И значи, исто така имаме програми за практиканство, волонтерство и преку практиканството студентите можат да се вклучат и директно и непосредно да учествуваат во работата во УЈП.
Доколку еден студент работи фриленс преку интернет или на хонорар, што конкретно треба да направи за да биде чист пред УЈП-та, да речеме, а што најчесто се пропуштат луѓето? Пропустите доаѓаат, сметам дека токму заради недоволна информираност. А што треба да прави? Деновиве навистина е актуелно прашањето, нели, и меѓу студентите за оданочување на овие доходи од фриленс и разни други доходи од работа, основи за доходи од работа. Значи, најнапред треба лицето, студентот што остварува ваков доход да се регистрира на системот е-персонален данок и секој свој оданочен доход да го пријави на тој систем и да преку пријавувањето на системот, од системот повратно ќе добие декларација и налог за плаќање со кој што треба да се плати таа даночна обврска. И сега кога сме тука кај ова прашање, што треба да прави, бидејќи нели како што споменав деновиве доста се актуализираше прашањето за оданочување на доходи што ги остварувале студенти, односно доходи што ги остваруваат разни лица, меѓу кои се и студенти, а се работи за доходи од работа остварени од странство. Можам да кажам дека ми е големо задоволство тоа што ние стапивме во контакт со млади лица на 25-26 годишна возраст, околу 100 лица, кои што беа повикани и дојдоа во организационите единици, во регионалните дирекции на УЈП, и каде што непосредно беа информирани за начинот на исполнување на тие даночни обврски. Имаме изготвено и информативен материјал, флаер, кој исто така ќе им помогне во овие даночни обврски, а исто така и со представниците од универзитетскиот студентски сенат договоривме не само одрешување на едукативни работилници за овие обврски, туку дури и заедничко изготвување на информативни материјали за студентите. Одлично. За крај, која порака би ми упатена на студентите кои се на правот на влегувањето во реалниот свет на трудот? Значи, пораката е дека да, за вас е многу битно стекнувањето на знаењето низ овој образовен систем низ кој што поминувате сега, но треба да знаете, нели, дека тоа не е доволно. Учењето мора да продолжи континуирано, бидејќи светот се менува, се создаваат нови технологии, нови информации, значи морате постојано да бидете во тек со новините што се случуваат. Учењето не завршува со овој образовен процес. Но воедно, она што е многу битно во работата е и исполнувањето на одговорното исполнување на обврските. Значи да постои одговорност и кон себе и кон тие што ви ја даваат, нели, довербата да ги исполнувате обврските што ви се доверени. И секако тука е и интегритетот. Никако не си играјте со својот интегритет. Значи работата и кариерниот развој навистина се засноваат и започнуваат од знаење, но тоа знаење не е доволно, треба да се надоградува, да се градат професионални вештини преку одговорно исполнување на обврските и преку штитење на личниот интегритет. Значи, повторно тука професионалните и личните принципи и вредности се она што треба да ве води и во професионалниот и во личниот живот. Одлично, ви благодарам многу што гостувавте во нашиот подкаст. Им благодарам и на гледачите кои што не гледаат. Верувам дека многу луѓе кои што го слушаат или пак го гледаат овој подкаст ќе бидат корисни информациите во него, ќе бидат навистина благословени, да речеме, содржината која што имаме, бидејќи навистина мислам дека споделивте едни добри информации, едни клучни, така да речем, дури мудрости во врска на тоа дека навистината нашето општество се гради со даноците и се надевам дека со помош на овој разговор кој што го имавте, ќе може луѓето да разберат колку е важна вашата дејност и меѓу другото дека и во личниот живот ќе можат да применат некои од овие работи кои што ги слушнат. Фала ви повторно. Ви благодарам и на вас што ми дадовте можност да бидам на оваа емисија. Вас гледачите ви благодарам што не гледавте. Се надевам дека уживавте во оваа епизода и се гледаме во следната епизода од нашиот подкаст.